Иницијативата Рестарт преку спортски надпревари ја заокружи првата етапа од проектот за заживување на спортскиот центар во Тетово. Во текот на јуни 17 здруженија на граѓани од земјава и странски волонтери ја уредуваа оваа единствена зелена површина за тетовци. Покрај цементирањето на руинираните клупи, чистење на отпадоците, волонтерите ги обележаа и терените каде се одржаа спортските надпревари. Заинтересираноста на младите беше голема, а организаторите велат дека Рестарт ќе продолжи и следниот месец. Како што гледате, денеска имаме многу добра атмосфера, многу пријатна атмосфера. Значи имаме многу учесници кои ни дојдоа од Тетово и Тетовско. Прво ќе почнат децата да се играт на помалата категорија, значи од 10 до 16 години на сите дисциплини. Покако наравно ќе се игра и на со возрастните, односно со тие од 20 до 30 години. Многу сме задоволни од целата организација што се на крај успеавме некако све ова да се склопи во едно. Иницијативата Рестарт има намера да продолжи со неговите активности во наредниот месец. Меѓутоа кога ќе бидат, како ќе бидат, уште не сме се вклопи да се договориме околу целиот концепт како ќе продолжи понатаму, меѓутоа дефинитивно дека ќе продолжи. Морам да кажам дека денеска сме доста мотивирани, гледајќи дека има доста заинтересираност да се оживува овој спортски центар, така да имаме волја да продолжиме и понатаму. Тие додаваат и дека нивната моќ не е доволно голема за спортскиот центар да биде целосно и долготрајно саниран. Велат дека локалните институции треба да превземат конкретни мерки за одржување на овој рекреативен центар. Сепак ние не сме моќни максимално и драстично да ја подобриме ситуацијава на спортскиот центар Тетово. Целата ова иницијатива е со цел да ги разбудиме локалните власти и подхитно да превземат конкретни мерки за подобрување на состојбата во спортскиот центар, затоа што е ова единствено место каде што младите, меѓутоа и повозрастната популација може да се забавува и да извршува спортски активности. Исто така би сакала да напоменам дека тука подхитно е потребно јавното комунално предпријатие да превзема конкретни акти за одржливост, со дека општината не ги превземе ингеренциите за подобрување на центарот, тука треба да се вработат 2 до 3 лица кои што навистина ќе се потрудат да сменат ситуацијата. Така да пуштаме апел до општината, меѓутоа не е само општината, туку и граѓаните на општина Тетово да се потрудат да не го загадуваат спортскиот центар Тетово. Надпреварите поминаа одлично. Пријавени имало 153 спортисти рекреативци и уште толку поддржувачи на настанот. Се играа надпревари во одбојка, кошарка и фудбал. Во сите дисциплини биле пријавени вкупно 20 екипи. Организаторите велат дека спортскиот центар повторно бил преполн како некогаш.